3, 4, сега. Као сте, другари, ја само што се вратив од факултет и уште ден е, фала Богу, еден попладне и гледам денов надвор убав и си викам што можам да искористам на убав ден. Кафе сум се препил, сум шетал кај што ми се шета, едно друго и викам што ми останува, ај си викам вака, кој што сум ужголјавен цел, не сум мрднал од пред компјутер и слично, си викам кидам да трчам на кеј, да трчам на спортувам. Ја и порано вака си јам решавано, ама никад не ми текнало да се снимам, ти текна. И многу ме прашува дали ја носам ова камерава кога снимам влогови и да, и ме чудно кога им кажувам дека да, ја го носам ова големово створење. Али во овој случај нема да ја носам камера, затоа што ипак ќе трчам и мислам дека нема да имам толку снага да држам и камерава. Така што идам да трчам и се гледаме на стаза. Се ближам до почетокот на стаза. Обично почнем да трчам од поназад, него ме мрзи. Први нешто ќе се загревам, али не знам што тачно ми треба за да се загревам, но ќе пробам нешто, нозе, раце, лава, тлакна. Не знам како со овие патики ќе постигнам све, али жими све, немав ништо боле од ова. Текна многу касно дека немам патики, ама фак it. Колку не ми личи да бидам спортист, човече, ама ајде. Ова шак може би премалку загревање. Ама ме мрзи. Идеме на мој почеток на патека и стартаме. 3, 4, сега. Обично кога трчам 3 километара. Тоа е до Палас, уствари од тука, од почеток на кеј од скейтпарков. До Палас има нека 3 километара. И обично без проблем ги истрчувам, ама сега ми се одврза патиката. И ова не е никаков изговор, жими се не е изговор. Една работа, што немам трчано кој знае од кога. Друга работа, јас сум ги истрчувал, ама не сум зборел у камера. Сега ми е нов предизвик. Да истрчам 3 километара зборејќи у камера. Рачунај немам трчано од лани негде, буквално. Срдечно се извинувам ако ништо не се слуша и ако шушти, пошто воздухот прави муавет на времето. Мотивација за трчање на кеј ми беа овие. И идеме кај ќе гледам гъзови цицки едно друго. Сега ни тоа не ми е мерак и затоа ме нема. Мислам на кеј ме нема. Трчам у најнелогично време, еден попладне. Или добрата ствар е тоа што е пролет, не е лето, пошто кој искочи лето а трчаш у еден попладне, ќе се стопиш до ондека. Ако си искомплексирано мушко, што нема видено пичка, тие справите за вежбање се најболи место за да се докажеш колку си муж. Уствари, идеш со некоја, се креваш 2 пати правиш 2 згиба и си највеќе фрајер умало. Многу често на времето знаев тука да заглавам, да гледам како играат одбојка, затоа што научно е да кажеме дека одбојкарките имаат најболи гъзови. Умало. Нормално е дека не сум гледал одбојка, сум гледал одбојкарки. Тоа ти е исто кога ќе видиш жена да гледа фудбал. Че она не гледа фудбал, она гледа фудбалери. Згодни се што се згодни фудбалерите, ама колку се глупи. Тоа е чудено што ми се извинете, вака, кога навредувам некого, али многу се глупи. Пошто лично познавам многу фудбалери и до сега немам запознаено паметен фудбалер. Па и навивач немам паметен запознаено, ама почна да ме болат стопалава, пошто немам згазнато подалеку од таа просторот што ми е под биро. Али окей, да, не ме чуди уопште. Ствари, по правило не треба да трчам по оваа патека, треба да трчам по таа патека. Ама една работа што таму е неравно, друга работа што е поголем кругот, ќе треба поише да трчам. Ја не ќам поише да трчам. Јас сум ти пичка, знаеш виш. Гледам да си голем со помалце. Океј, барем не сум единствен што трча по патека. Знам дека има пешаци за да застанам на пешачки. Нема. Добре. Порано бев толку нафурен на трчање, што си имав апликација у телефон, што ми мереше брзина, километража, темпо,
пиперки ми мереше за на пазар. После малце таа кога пола бај, само се пуштав штоперица за да видам за колку време ќе истрчам. И после станав јутубер. Иначе треба да трчам до наму. Знам дека вака изгледа блиску, ама не. На времето со Теки ова другарчева што ми бевме нафурени на возење точаци и со точаците идевме до Курац, до Влае. Таму имаше еден скейт парк, не знам дали уште постои, и правевме демек трикои. И нема веќе што точаците ни беа брзинци, а не BMX или било што за правење трикои. Така еднаш во скейт паркот се пукна в рука, пошто рипав со брзинец. Бај ги дифтар порано, сега сум така мирно детенце. Сега ќе ми кажете, па нели си бил и основно си имал петки? Па сум имал петки, ама пошто ги тепав професорите за да ми стават петки, а затоа имав петки. Не ги тепав професорите. Извинете, професори, што кажав ова? Шо ќе уловиш у Вардар, бе? Чизми и бандаши? Верували или не, ја стигнав. Еве го Палас. Еве го таа второто мафакерско место за покажување мали куриња. Да ви признам нешто, и че не се изморив. Како имам сила после и желба ќе трчам и назад друможам. Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook. We hot. When will you niggas learn? Ја мислам си носам водички уранец, али тоа е пошто мислев дека ќе папсам на сред пут и ќе морам да застанам да пијам вода. Али ете испадна дека ова ми беше најлесното трчање. Тоа е кога вијам вас за да ме занимавате. Нормално дека брзо ќе ми помине времето и течно онака лефтерно, како ветерот што дува, како мудата што ми се клатат. И обично овој пат пешки го одам назад, али сега пошто ич не сум изморен, решив да трчам колку што можам и назад. Let's go. Ја бев глупшо, сега не трчав тука, видиш убаво, цапам по тревичка, знаеш како е мекичко убаво по на асфалтот. Табани ми ги искрши во пичку мат. Баш као тоа што вака сега пубаво сечам пут од оваа страна патеката, пошто нели обратно беше обратно. И друг чорап, друг. Say what? Затоа ја поише обожавам да трчам у лето. Поише ќе се испатам и ќе мислам дека поише сум истрчал, поизморен сум, поише калории сум стопил, поише пари сум заработил и сум ги скоцкал у Астра, поише калинки сум надробил за овошна салата, кој што калинки имаат семки и сум многу гадни уствари да јадеш у овошна салата. Ме болат нозете, ме корнат. Мислам дека редно време е да си купам патики за трчање, иако знам дека ги користам само 2 пати годишно. Али барем знам дека на fucking 22 години више ногата нема да ми расте и нема да имам потреба од други патики. Ќе си ги купам еднаш, ќе ги имам до животно, ќе ги искористам вкупно 8,5 пати у мојот живот, али барем нема да ми растат шулеви на нозете што ќе ги лечам по 6 месеци. Ќе размислам подобро, никаде од оваа страна не сум видел. Ќе идам сега да видам што има. Имам представа дека тука го трчам, ќе паднам у Вардар. Ве молам бутнете ме у Вардар, не можам више. Јас се качив горе, стварно мислам дека беше доста. Не се изморив нешто многу, али нозеве не ќе да си ги погледнам стопала, пошто ми е страв дека ќе испаничам и ќе ми се крене притисокот и шеќерот и солта. Инаку поминав веќе километар одбројувам и не можам да најдам масална клупа за да седнам. Спортисти маме си ебале. Да, и официјално ја поминав целата патека и не најдов една ебана асална клупа за седење. Се исклучок на 2-3 кои што нормално беа зафатени и не можам јас да им седнам тука над овие што се лижат и се драпаат за газови и други екстремитети. Да им седнам тука и да им се снимам вака, здраво. Ама ова намерно го прави коце за луѓето поише да се дружат. Сакаш да се седат на една клупа, да се сплотат заедно, да се гушнат, да си ги испушат. И конечно на крајот на патеката или почетокот на патека да речи, ако сакаш, среќа се уште живи овие клупи, полуживи, да земам 2 грама воздух. Знаете зашо пијам само ваква вода? Пошто е невина. Реко да, вака стално после трчање си барам клупичка да се седнам, затоа што сакам да си почитам книга, само што од оваа книга ми остана уште буквално една страна преска у автобус, така да ќе мора да станам за 15 секунди пошто ќе дочитам и не знам после што ќе правам у автобус. Ова е упетливо најлошата работа што можам да ја направам во овој момент. Не знам зашто ја правам, сега подома. Тоа беше тоа, другари, од овој влог видео што и да беше. Ако уживавте во овој влог, оставите лайк, ако не, оставите дислайк. Ако сакате уште вакви видеа, оставете ми сабскрайб на каналот
и можете да ме следите за други дисциплини на овие места. Чао, чао другари, се гледаме за брзо.